Пред се сакам да изразам сочувство до семејствата на загинатите од поплавите и катастрофата што го зафати Скопје и неговата околина. Општина Прилеп и јас лично како градоначалник уште од утринските часови сме во комуникација со градоначалникот на град Скопје, господинот Трајановски, и со градоначалниците на другите општини, посебно на општините кои најмногу беа зафатени од град Скопје. Од градот Прилеп комплетно се става во функција колку што можеме да помогнеме во однос на ублагување на последиците од оваа катастрофа, и од текот на утринските часови имавме состанок со јавните претпријатија и дел од кризниот штаб, така да по барање на кризниот штаб од Скопје од градот беа пуштени во припомош цистерна со пивка вода и цистерна за испумпување на отпадната вода од затнатите канализација, на што најмногу е потребно во услови на поплава, а исто така пуштено и возило од пожарната, пожарникари и помпи за испумпување на вода од загрозените подрачја. Меѓутоа, исто така имавме состанок и со Црвениот крст од градот. Утре заедно со Црвениот крст се организира пункт за помош на луѓето кои што настрадаа во оваа катастрофа. Пред се да ги повикам сите граѓани на Прилеп, а прилепчани од секојаш биле хумани луѓе, да ги повикам бизнис секторот и фирмите колку што можат да помогнат сега во ова состојба на настраданите од поплавите и катастрофата. Општинската организација на Црвен крст Прилеп, заедно во соработка со локалната самоуправа при општина Прилеп, утре, во понеделник на 8 август, ќе организира пункт за собирање на хуманитарна помош, која што ќе биде наменета за главниот град на Република Македонија, Скопје. Пунктот ќе работи од 10 часот наутро до 18 часот одручек, така што уште еден апел до граѓаните да ја покажат својата хуманост и да донираат. Она што досега го знаеме првично е тоа дека се потребни памперс за дечињата кои што се најдуваат во овие поплавени региони, потоа конзервирана храна, односно спакувана храна која што може да се транспортира, и флаширана вода.